Добро дојдовте во ново издание на вестите на Телевизија Плюс. Во текот на вчерашниот ден во домот за стари лица се вакцинирани 33 корисници, додека останатите 48 пријавени се вакцинираат во текот на денешниот ден. Во домот има вкупно 131 лица, од кои 80 од нив решиле да се имунизираат. Вакцинирањето се одвива во просториите на домот за стари лица Зафир Сајто, а инаку досега од почетокот на пандемијата вкупниот број на заболени вработени бил 6, а бројот на корисници изнесувал 11, од кои 4 лица починале како последица на вирусот. Директорот уште еднаш нагласи дека посетите во домот се уште забранети, но од другата страна корисниците се во постојан контакт со нивните семејства преку социјалните мрежи и телефонската линија, се со единствена цел да се спречи ширењето на вирусот. Имавме 2 циклуса на спроведена вакцинација во домот за стари лица Зафир Сајто. Ние уште пред 2,5 месеци испративме комплетни списоци до нашето ресорно министерство, труд и социјала, и еве сега на некој начин имаме реализација на сите тие напори кои што ги имавме на релација труд и социјала и Министерство за здравство. Значи вкупно до сега во институцијата се вакцинирани во прв наврат 33 корисници, во втор наврат вчера, значи се вакцинирани негде, вчера се вакцинирани 33, денес очекуваме да бидат вакцинирани 48 и практично тука ќе завршиме со сите корисници, оние барем кои што се пријавиле и кои што доброволно сакаат да ја примаат оваа вакцина. За другите кои што доколку подоцна успееме на некој начин да се убедиме и најдеме начин како да помине таа вакцинација, значи сигурно и за нив верувам дека ќе биде спроведена. Предходно, пред да ги вакцинираме старите лица, значи направиме и контакт со потписниците на договорите, значи со нивните блиски, они се информирани и они дадат на некој начин потврда, самото старо лице, значи и оно дава некој вид на согласност, писмена согласност и тогаш пристапуваме кон процесот на вакцинација. Значи сите се вакцинираат тука, додека вработените се вакцинираат во Борис Трајковски. Во изминатите 24 часа во ковид центрите во болниците низ земјава е пријавено дека се лекуваат вкупно 1059 пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот. По извештаите на болниците кои пристигнуваат во Министерството за здравство на дневна основа, во болницата во Куманово се лекуваат 111 пациенти позитивни и суспектни на COVID-19. На инфективните оддели во главниот град и во болниците низ земјава има околу 310 празни болнички кревети. Во текот на денот се прават и исписи на оздравени пациенти, со што се ослободуваат дополнителни легла. Инаку сите оделенија на клиничките болници располагаат со болнички места до кои има довод на кислород. Министерството за здравство информира дека согласно податоците од Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа се направени вкупно 3610 тестирања, а регистрирани се 949 нови случаи на COVID-19, од кои во нашиот град се евидентирани 69 нови случаи. Регистрирани се 737 оздравени пациенти, од кои во Куманово се 32 лица. Пријавени се вкупно 33 починати, од нив двајца се од Куманово на возраст од 66 и 84 годишна возраст. Од вкупниот број на пријавени починати пациенти, еден е починат во домашни, а останатите во болнички услови. Министерот Венко Филипче најави масовна вакцинација на повеќе локации низ државата, онаква каква што во моментов се спроведува во Скопје и во здравствените домови кои имаат кадрови капацитети за да го изменаџираат овој процес. Со ова се планира значително да се интензивира процесот на имунизација, во моментот кога ќе пристигнат поголемите количини на вакцини во периодот кој следува. Во однос на вакцинацијата во Скопје, од утре се очекува да продолжи процесот на имунизација со трите типа на вакцини – AstraZeneca, Sputnik V и кинеските од производителот Sinopharm, со вакцинација на граѓани на возраст од 73 и 74 години. Во овој период кој што е пред нас, очекувајќи и кинеските вакцини кои што ќе направат најголема промена у динамиката на спроведување на вакцинација и места за масовна вакцинација во уште неколку градови, по примерот на салата Борис Трајковски, а тоа ќе бидат градовите Куманово, Штип, Кавадарци, Битола, Охрид и Тетоа, покривајќи соодветни региони околу овие здравствени домови кои што може овој процес да го изменаџираат со кадар.
На 13 април оваа година во 12 часот и 32 минути во СВР Куманово, ДС од Куманово пријавил дека додека извршувал земјоделски работи на нива во населбата Карпош, пронашол починато машко лице. Од страна на лекар било утврдено дека на телото на починатиот нема траги на наследство, а по превземени мерки било констатирано дека се работи за СМ 67 годишен од Куманово, за кого на 15 февруари во СВР Куманово беше пријавено дека се оддалечил од домот, информираат од СВР Куманово. Увид на местото извршила увидна екипа од СВР Куманово, а по наредба на јавен обвинител, телото било предадено на семејството. Синдикатот на полицијата во Македонија информира дека поради притисоци, малтретирање и мобинг, неодамна МВР го напушти уште еден нивни член, полициски службеник од СВР Куманово. Се работи за млад и чесен припадник на полицијата кој што учествувал во извршување на најсложени полициски задачи, а истовремено бил ангажиран како припадник на посебната единица при СВР Куманово, при што во сите негови ангажмани покажал висок степен на професионалност и посветеност во работењето, соопштуваат од синдикатот. Оттаму велат дека без никаков повод и причина и без никакво образложение, првин од неговото работно место како полицаец во ПС ОДОН Куманово, со незаконско решение бил распореден надвор од неговото регистрирано место на живење како полицаец во полициско оделение Матејче. Тој поднел барање за надомест за патни трошоци, кое без никакво образложение му било одбиено. Синдикатот најостро ги осудува сите погоре наведени форми на вознемирување, притисок и директен реваншизам и упатува отворен повик до МВР и одделот за внатрешна контрола да го истража целиот случај, соопштуваат од Синдикатот на полицијата на Македонија. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на МВР за периодот од 13 до 14 април, по однос на уредбата за задолжително носење заштита на лицето, евидентирано е дека на ниво на секторот за внатрешни работи Куманово 113 лица не ја почитувале. Од вкупниот број издадени прекршочни налози, најголем дел се во Куманово 85, во Крива Паланка 24 и во Кратово 4, и за сите ке следуваат соодветни мерки. Во истиот период 3 лица, едно во Куманово и 2 во Крива Паланка, не ја почитувале забраната за движење и ќе бидат соодветно санкционирани. Пожарот кој вчера избувнал во атарот на селото Матејче во близина на манастирот Пресвета Богородица целосно е изгаснат. Пожарот бил пријавен во 15 часот и 40 минути, пошто екипи на противпожарната единица Куманово излегле на терен. Пожарот е локализиран околу 18 часот, кога почна да врне дожд и екипите се повлекле од терен. Од единицата изјавија дека во раните утрински часови ќе направат контрола на опожарената површина, а во случај повторно активирање на пожарот соодветно ќе се делува. Во гаснењето на пожарот учествувале и вработените во шумско стопанство. Вториот пожар е на сува трева во атарот на селото Тромеѓа во период од 19 часот и 35 минути до 21 часот и 15 минути. Засега причината е непозната. Од единицата од Куманово вела дека пожарите намерно се подметнуваат. Во македонскиот законник предизвикување шумски пожар е кривично дело против животната средина и природата и предвидена е казна затвор од 8 години. Кумановец во својот дом чувал пушки, пиштоли од различни марки, делови од оружје и муниција. Полицијата му поднесе кривична пријава бидејќи се сомнева дека сторил кривично дело, недозволено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи. При претрес кај него пронашла и одзела 5 воздушни, една полуавтоматска пушка, 3 пушки и пиштол од непозната марка, 2 рамки, една кутија со делови од стартни пиштоли, една цевка од непознато оружје и 147 куршуми. Во полицискиот билтен исто така известуваат дека вчера во 15 часот и 20 минути на улицата Боца Ивановска во Скопје, полициски службеници од секторот за меѓународна полициска соработка одсек потраги го лишиле од слобода КА 29 годишен од селото Арачиново Скопско, за кого биле распишани 3 централни потерници од МВР во Република Северна Македонија. Лицето било предадено во полициска станица Чаир за понатамошна постапка.
Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска заедно со градоначалникот на општина Липково Еркан Арифи денеска потпишаа договор за грант со кој се доделуваат финансиски средства за изградба на нова детска градинка во населеното место Матејче. Градоначалникот на Липково Арифи информираше дека според официјалните статистички податоци на територијата на општина Липково живеат околу 2200 деца на возраст до 6 години, како и дека изградбата на оваа нова градинка во Матејче е вистински потек во правец на решавање на овој предизвик. Липково е една од 17 општини која аплицираше и ги исполни условите од првиот јавен повик за доделување грантови за изградба на детски градинки и центри за ран детски развој. Наскоро ќе биде објавен нов јавен повик за доделување грантови за проширување на постојните и изградба на дополнителен број нови градинки ширум земјата. Денес подпишавме договор за грант од 50 милиони денари за изградба на детска градинка во општина Липково во населеното место Матејче. Во градинката ќе бидат сместени 102 деца од 0 до 6 годишна возраст. Министерството за труд и социјална политика продолжува да ја исполнува својата агенда, односно она што представува владина програма за изградба на нови детски градинки, како и проширување и реконструкција на веќе постоечките капацитети. Градинката во општина Липково ќе биде втора градинка, меѓутоа во друга средина, во рурална средина, со што сакаме да го овозможиме влезот на децата во детски градинки во секое место од нашата земја. Работиме сериозно на исполнување на владината програма. До крајот на 2024 година 7.500 деца од предшколска возраст да бидат сместени во установи за згрижување на деца од предучилишна возраст, детски градинки и центри за ран детски развој. Со градинката во Липково ќе вложиме во воспоставување на современи услови за сместување на децата, согласно најсовремените европски и светски стандарди, меѓутоа дополнително инвестираме и во квалитетот на наставата преку унапредување на наставните програми, преку обуки за подобрување на професионалните перформанси на вработените во градинките. До крајот на годината, со овој проект за подобрување на социјалните услуги и пристапот на деца во предучилишни установи ќе бидат отворени дополнителни 13 градинки, со што дополнително ќе го зголемиме офатот на деца за 1350 нови места за сместување во градинка. Продолжуваме понатаму да работиме и да се грижиме за сите граѓани во државата, вклучително и за ранливите категории на граѓани. Сакам да го истакнем уште еден проект кој што заедно го работиме со поддршка на Светска банка, а тоа е подобрување на социјалните услуги, односно нивна децентрализација и спуштање на локално ниво, за што досега сме подпишале договор со 19 општини од државата. Јавното претпријатие за државни патишта ја заврши тендерската постапка за реконструкција на регионалниот патен правец од селото Ропајлце до селото Матејче во општина Липково. Договорот е склучен минатиот месец со фирмата Жикол од Струмица, за што претпријатието ќе издвои вкупно 1,7 милиони евра, или 106 милиони 170 илјади и 466 денари со вклучен ДДВ. Договорот е во време траење од 36 месеци. 3 милиони евра помош ќе добијат спортските федерации годинава од владата, како помош за справување од ковид кризата. Ова беше одлучено на вчерашната седница. Владата ја донесе одлуката за одобрување на 184,5 милиони денари, односно околу 3 милиони евра од буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година од програмите за ковид мирките за спортските федерации на кои им е издаден ваучер, согласно Законот за спорт, со што се создаваат услови за непречено спроведување на нивните активности и во овие вонредни услови заради пандемијата со COVID-19. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. По еден месец од избивањето на скандалот со спорниот софтвер за сообраќајни прекршоци, Драги Рашковски си замена од функцијата секретар за мониторинг и поддршка на институциите на владата. Во писмото поднесено на 12 април адресирано до премиерот Зоран Заев, кој експресно ја прифати оставката, Рашковски наведува дека причините за повлекувањето се поврзани со зачувување на неговото достоинство и интегритет.
Фотографијата од писмената оставка тој утринава ја објави на Facebook, над која напиша дека бил мета на лажни вести и ги повика институциите да ја проверат вистината. Кога политиката, политиканството ќе станат погласни од природните науки, тогаш работната атмосфера станува непогодна за некој кој е научен, во се да ја бара логиката. За некој на кого во светски рамки има добиено досега 11 златни и 2 сребрени медали за своите иновации е деградирање на интелектуалниот капацитет споредбите кои се прават од страна на одредена јавност. Останува времето да покаже која е вистинската причина за тоа, стои во писмото до Заев. Оставката била лична одлука на Рашковски, велат од владата, но и покрај неговото повлекување и активна истрага на обвинителството и антикорупцијска. Од таму остануваат на ставот дека набавката на софтверот вреден 80.000 евра бил согласно законот и дека изумот на Рашковски ќе биде ставен во употреба, без да наведат која институција ќе го користи, имајќи го во предвид тоа дека МВР веќе се огради од набавката. Повлекувањето од функцијата на Рашковски ја прокоментира и лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски. Во меѓувреме се проверува имотната состојба на Рашковски. Во неговиот анкетен лист фигурира земјиштето во село Побожје, на кое планира да изгради куќа од 800 метри квадратни, но овој имот е во сопственост на неговите 2 малолетни деца. Во податоците го нема джипот Волво, кој вреди околу 70.000 евра, со кој Рашковски се поврзуваше. Неговата оставка нема да влијае врз отворените постапки, велат од антикорупцијска, која ја истражува и неговата инволвираност во аферата со италијанската компанија Леонардо за опрема на Скопскиот аеродром. Од утре ќе започне вакцинирањето и на граѓаните помлади од 75 години, кои се пријавени во системот на сајтот vakcinacija.mk или преку матичните лекари. Министерот за здравство Филипче најави дека најпрво термини ќе добијат сите граѓани на возраст од 73 и 74 години. Кон крајот на денешниот ден од Спутник В ќе останат околу 2500 вакцини. Кажувам приближни бројки, на кои што ќе надополниме 2000 вакцини од AstraZeneca, остаток од 24.000, бидејќи близу 22 се распределени, и 10.000 кинески вакцини кои пристигнаа како донација, и тоа е отприлика вкупната бројка за вакцинација на граѓаните од Скопје на возраст од 73 и 74 години и постари, кажа министерот. Филипче најави дека во следните 2 понеделници на 19 и на 26 април ќе стигнат по 10.000 дози од Pfizer преку директниот договор со компанијата. До крајот на месецот се очекуваат и преостанатите 76.000 вакцини од AstraZeneca од COVAX системот, како и пратката со 200.000 дози од кинескиот Sinopharm. По нивното пристигнување по принципот на А1 арената, големи вакцинални пунктови ќе се отворат во Куманево, Штипка, Вадарци, Битола, Охрид и Тетово, а ќе ги покриваат и околните градови. За сега закажувањето оди преку матични лекари кои и понатаму се жалат дека работат во хаотична состојба. Проблемите се очекува да се надминат со најавената надградба на системот на страната vakcinacija.mk. Министерот Филипче рече дека во следните неколку дена ќе има опција за известување за терминот и местото за вакцинација преку SMS порака. Фирмите и самостојните вршители на дејност за помош на плати за февруари и март од петиот пакет мерки ќе може да аплицираат до 30 април годинава. Пролонгирањето е направено преку усвоен амандман денеска на Комисијата за финансирање и буџет, каде се разгледуваат законските решенија од петиот пакет антикризни мерки. Поради доцнењето на усвојувањето на мерките, прифатен е едногласно амандманот на Законот за финансиска поддршка за самостојни вршители на дејност за месеците февруари и март, по скратена постапка, како и на Законот за финансиска поддршка на работодавачите. Не беше прифатен амандманот на ВМРО-ДПМН со кој се бараше помошта да биде за февруари, март, април и мај, парите да се префрлат директно на трансакцијска сметка на работниците, а средствата да бидат неповратни. Според заменик министерот за финансии Димитар Ковачевски, мерките од петиот пакет мерки се влезени во буџетот и не може да се продолжуваат за месеците април и мај, и дека платата на работниците се исплаќа преку работодавачите. На дневен ред пред Комисијата за финансирање и буџет се предлог законите за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност и за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза заради исплатата на платите за февруари и март, како и измената на Законот за данок на личен доход, сите на второ читање.
Членовите на Комисијата за финансирање и буџет денеска треба да разгледаат предлози за дополнување на Законот за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност, на стари лица, млади лица, самоохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници, и предлог закон за изменување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, сите на второ читање. За секој работен ручек во ресторан, функционерите ќе треба да дадат отчет со колку луѓе биле на маса, која била целта на состанокот и во кој период се одржал. Премиерот, министрите и директорите од сега ќе поднесуваат детален извештај до секторот за финансии пред да им се покријат трошоците од државната каса. Ваква одлука донесе владата, а за оние кои нема да ја почитуваат бела дека ќе има официјална критика, политичка одговорност или дека ќе се извести некоја надлежна институција. Оваа идеја произлезе од кабинетот на вице-премиерот Љупчо Николовски, од каде велат дека во случај на пречекорување на дозволените лимити за угостителски трошоци, лицата кои го сториле тоа ќе мора да го надоместат пречекорениот износ на финансиски средства најдоцна за 3 дена од денот кога се одржал состанокот. Дополнително ќе бидат обврзани и сите трошоци да ги објавуваат на веб страниците на институциите со кои раководат. Последен актуелен случај за трошоци по ресторани е министерот за земјоделство Аријанит Хоџа, за кој албански медиуми тврдеа дека за 6 месеци потрошил 22.000 евра, околу 200 евра на ден. Тој ја демантираше оваа вест со извештај за сите потрошени пари од буџетот на состаноци, објасни дека сумата е помала од прикажаната и е потрошена од 32 сектори, а не од него како поединец. По една недела од воведувањето на нови рестриктивни мерки за заштита на здравјето на граѓаните и запирање на ширењето на коронавирусот, инспекцијските служби во изминатите денови спроведува 6038 надзори и контроли. При тоа изречени се вкупно 25 прекршочни пријави, 107 решенија за констатирани неправилности, како и 67 прекршочни платни налози. Државен санитарен и здравствен инспекторат во текот на минатата недела изврши 90 надзори врз основа на кои изрече 15 решенија. Дополнително издава решенија на лица заболени од вирусот, но и лица кои што биле во контакт со заболено лице. Па така во текот на минатата недела од страна на здравствените инспектори беа издадени вкупно 11.962 решенија за домашна изолација на заболени лица или лица кои што биле во контакт со заболени лица, или 2000 решенија помалку споредено од претходната недела, изјави на денешната пресконференција претседателката на инспекцијскиот совет Магдалена Филиповска-Грашковска. Во текот на минатата недела инспекторатот за транспорт изврши 52 надзори, при што се изречени 14 прекршочни пријави и 3 решенија. Во однос на Законот за заштита на населението од заразни болести и протоколите за превоз на патници, инспекторите констатираа 3 случаи на неправилности, станува збор за меѓународен превоз на патници и тоа на граничниот премин Табановце, за што поднесени се 3 прекршочни пријави, истакна претседателката на инспекцијскиот совет. Таа нагласи дека инспекторатот за труд извршил 397 надзори врз различни правни субјекти на територијата на целата држава, секако со фокус на почитување на протоколот за превентивни мерки за сите работни места. При овие надзори од страна на трудовите инспекторати изречени се 22 решенија, од кои 19 се донесени поради непочитување на протоколот за превентивни мерки за сите работни места, а дополнително од страна на трудовите инспекторати изречени се и 2 прекршочни платни налози за вработените лица кои што биле затечени без заштитна маска на работното место, наведе Грашковска. Таа информираше дека Агенцијата за лекови и медицински помагала спровела 13 надзори во различни аптеки и не констатирале никакви неправилности. Грашковска посочи дека Агенцијата за храна и ветеринарство извршила 292 надзори согласно Законот за заштита на населението од заразни болести и по Законот за безбедност на храната, при што се издадени 9 решенија и 14 едукации по различни основи. Вкупно 6 литри дожд наврнале вчера во Куманово. За денеска метеоролозите најавуваат исто така врнежливо време со минимална температура од 2 и максимално од 11 степени Целзиусови. За утре има најави за променливо облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 2 до 11 степени Целзиусови. Со информацијата за времето ги завршуваме денешните вести и ви посакуваме пријатна вечер.